Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Охриѓани и туристите ова лето ќе дишат помалку загаден воздух, од збогом буково очекуваат контролирање на опожарувањето на депонијата. Архрид со ретко убав настан, начинот на Чипан го стави во фокусот модернистичкото архитектонско наследство. Околу 500 првачиња од Охрид и Дебрца учествуваа на детската тркава организација на атлетски клуб Охрид трчат. Продолжува дистрибуцијата на садови за селектирање отпад во општина Охрид. Министрите за надворешни работи на ЕУ во Украина за Денот на Европа символично наспроти парадата на победата во Москва. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и ветровито со максимална дневна температура до 18 степени. Во попладневните и вечерните часови развојна нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во сабота над поголем дел од северна и централна Европа сончево и стабилно време. Врнежи од дожд се очекуваат во западна и јужна Франција, Пиренејскиот полуостров, како и локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. На Балканот утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Во крајните источни предели нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 25 степени. Во Македонија во сабота во утринските часови врнежите од дожд ќе престануваат и во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во текот на денот облачноста ќе се намали и ќе превладува претежно сончево време. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветар кој што ќе достигнува брзини до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 13 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 15 до 25 степени. Во Охрид во сабота во утринските часови врнежите од дожд ќе престанат и во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во недела претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во понеделник и вторник во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 7, односно 8 степени, додека пак дневната до 19, односно до 17 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава,
Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Beckament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓани туристите ова лето ќе дишат помалку загаден воздух, барем што се однесува до чадот и миризбата што се шири од Буково. Ова се очекувањата на групацијата Збогум Буково, кои ги темелат наветувањето и подготовките на локалната власт да ги спроведува мерките за контролирање на опажурувањето на депонијата. Паралелно со процесите за изградба на регионалната депонија и затворање и санација на Буково, активистите сметаат дека неопходна е едукација, информирање и подигање на јавната свест на граѓаните за управувањето со отпадот, нешто во кое досега општините драстично потврлија. Од групацијата невладини организации и граѓански активисти Збогум Буково се оптимисти дека ова лето загадувањето на воздухот кое доаѓа од депонијата Буково ќе биде помало. Според нивните сознанија, општина Охрид се подготвува да го спроведе планот за намалување на ризикот од опожарување на ѓубриштето и веќе е завршен тендерот за избор на фирма која ќе ја затрупува со земја депонијата. Очекуваме како Збогум Буково да добиеме информации за тоа дали и кога ќе биде направен оперативниот план и јас сметам дека уште денес треба да започнат да одат камионите и да затрупуваат поголеми количини земја. Но
За жал, далеку сме од оно што треба да биде, затоа што доцнеме и многу со планот за управување со отпад. Документите за санирање на Буково, на ѓубриштето, се во рацете на општина. Работната група според планот за управување со отпад која работи треба ова сезона или до крајот на годината да изготват план и да изготват тендер со кој што ќе се пронајде фирма и метод на кој што ќе се санира Буково. Кога Буково ќе започне да се санира, тоа значи дека ќе почне да се ревитализира тоа земјиште. Збогум Буково очекува општината доследно да ги спроведува мерките за контролирање на состојбата во поглед на опожарувањето додека се стигне до процесот на затварање и санација на ова ѓубриште кое е ризично по здравието на луѓето и за целиот екосистем. Активистите сметаат дека треба да се стави посебен акцент на едукација, информирање и подигнување на јавната свест на граѓаните за управувањето со отпадот. Населението не е доволно информирано за планот за управување со отпад кој предвидува изградба на регионална депонија и пропратна инфраструктура според стандардите, велат од Збогум Буково. Посочуваат дека отпорот кај Битолчани за изградба на депонијата на територија на нивната општина во село Новаци се должи и на недовербата на граѓаните во институциите. Општините потврлија драматично во информирање на своето население што предпоставува тој план. Не само за да нема вакви обструкции и недоразбирања, туку затоа што без да знаеме што работиме и без сите да бидеме вклучени, овој план не може да функционира. Затоа што секој еден од нас допринесува кон правилно управување на отпадот. Од вие и јас, селектирајќи од дома, до институциите и Министерството и сите кои што треба одгоре да го надгледуваат тој процес. Дополнителен проблем е што 18 општини за кои е наменета регионалната депонија не се координирани, но од Збогум Буково се надеваат дека пречките ќе бидат надминати и регионалната депонија за југозападен и пелагонески регион ќе започне да се гради во текот на наредните 2 години. За затварање и санација на дивите депонии во двата региони, допрва Министерството за животна средина ќе работи на изнаоѓање финансии, бидејќи општините не можат сами да ги обезбедат. Продолжува дистрибуцијата на садови за примарна селекција на отпад од домаќинствата во Охрид. Акцијата се реализира во рамки на проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво. Јавното предпријатие Охридски комуналец во текот на вчерашниот ден на улицата Стив Наумов продолжи со дистрибуција на 120 литарски садови за селектирање на отпад кои се донација на Министерството за животна средина и просторно планирање. Се работи за жолти садови за собирање на селектиран отпад од пластика и сини садови за селектиран отпад од хартија на домаќинствата кои се дел од вкупно 1200 садови доделени на општина Охрид. Акцијата се реализира во рамки на проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво, чија цел е подобрување на управувањето со отпад на општините и јавните комунални предпријатија од југозападниот и од пелагонискиот регион, имплементиран од Salar International, а финансиран од владата на Шведска. Во текот на вчерашниот ден представници од Salar International, Пеле Халберг и Емил Ангелов, директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец Сашо Најдевски, представници на граѓанската иницијатива Збогум Буково и представници на општина Охрид направија увид кај дел од охридските домаќинства на кои веќе им се доделени вакви садови за селектирање отпад. Граѓаните ја изразија својата подготвеност за учество во ваквиот начин на справување со отпадот, при што беше потенцирана потребата на селектираниот отпад како најголема придобивка за зачувување на животната средина, велат од општина Охрид. Прводеленците од општините Охрид и Дебарца денеска спортуваа, се забавуваа и дружеа на годинешното 4-то издание на Охрид трчат, детската трка во организација на атлетски клуб Охрид трчат. Вкупно 455 првачиња од Охрид и Дебарца беа дел од големата детска трка која денеска по 4-ти пат се одржа на стадионот Билјанини избори во организација на атлетски клуб Охрид трчат. Овој спортски настан има за цел да ги промовира спортските навики кај најмладите и да ја подигне свеста за поголема физичка активност.
Денес нашите најмили трчаат за здравје и радост. Нивните мали чекори оставаат траги на надеж и ведрина и испраќаат една голема порака по повод светскиот ден на физичката активност, рече градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков во своето поздравно обраќање пред младите учесници и публиката. За првачињата истрчаните 100 метри ќе донесат искрена смеа и аплаузи, а за нас возрастните голема сила да продолжиме да ги охрабруваме и да го наградуваме нивниот труд. Општина Охрид од секогаш стоела и ќе продолжи да стои цврсто на страната на спортот, затоа што знаеме дека здравите навики се градат од најмала возраст. Оваа трка не е само спортски настан, ова е доказ на нашата свесност за здрав живот, здрави деца и активни ученици, кои ќе растат во спортски дух со дисциплина и со чувство за заедништво, рече Пецаков. Воедно тој се заблагодари на сите вклучени во организацијата и изрази надеж дека овој прекрасен спортски концепт ќе продолжи да се надоградува и во иднина ќе прерасне во спортска манифестација по која Охрид ќе биде препознатлив и ќе стане позитивен пример во спортската заедница, не само во Македонија, туку и пошироко. Учеството на детската трка беше бесплатно, а за сите учесници Атлетски клуб Охрид трчат обезбеди мајца, медал и пригодни подароци. Трката и оваа година ја поддржа општина Охрид и голем број општествено одговорни компании. По повод 70 години од изградбата на објектот на феријалното одморалиште и објавувањето на книгата Стара градска архитектура во Охрид од Борис Чипан, во Охрид се одржа настан насловен Начинот на Чипан. Целта беше афирмацијата на модернистичкото архитектонско наследство, преку ретроспективно согледување на значењето на проектанското и публицистичкото творештво на Чипан, како архитект и конзерватор, велат организаторите од Архрид. Според универзитетски професори од архитектонскиот факултет во Скопје, се доцни со вреднувањето и заштитата на модернистичките објекти. Модернистичкото архитектонско творештво треба да биде проучено, вреднувано и соодветно третирано од аспект на денешната современост. Со цел негова афирмација, младите охридски архитекти од колективот Архрид, преку поттикнување архитектонски дискурс и ретроспективно согледување на проектанското и публицистичко творештво на архитектот и конзерватор Борис Чипан, реализираа еден ретко убав настан насловен Начинот на Чипан. Со настанот воедно се одбележаа 70 години од изградбата на феријалното одморалиште Младост во Охрид и излегувањето на публикацијата Старата градска архитектура во Охрид и двете во авторство на Чипан. За потенцијалот кој го носи модернистичкото наследство во Охрид и потребата од негова заштита, како и начини на изнаоѓање нови содржини и облици преку кои постојните градби би биле ревитализирани, на панел дискусии зборуваа универзитетски професори, архитекти и конзерватори. Доктор Ана Ивановска-Дескова, професорка на архитектонскиот факултет при УКИМ во Скопје, смета дека модернистичкото наследство е напуштено и запуштено. Потенцира дека Охрид е чувствителна средина како светско природно и културно наследство и специфичен пример со архитектура од многу различни периоди и секој од нив е подеднакво важен, вклучително модернистичката од 20 век. Прилично доцниме со вреднување и заштита на модернистичките згради, кажа Ивановска-Дескова. Имам впечаток дека особено во последно време немаме многу чувство за тие вредности и прилично агресивно настапуваме со просторот, што ќе ни се одрази на долг рок. На времето кога Чипан ја вреднувал старата градска архитектура во Охрид, хронолошката дистанца од Чипан, од неговата книга до изградбата на таа архитектура е отприлика колку од денес до делото на Чипан. Така што тогаш во негово време може би не била доволно вреднувана Охридската куќа, јас мислам дека и денес не е доволно вреднувана, бројни примери се загубени, меѓутоа ова сакам да укажам дека веќе тој модернистички слој е стасан да го вреднуваме. Самиот професор Борис Чипан во книгата Старата градска архитектура во Охрид ги поттикнува прашањата на модерното и старото, односно нивната хармонија пријатна за око, која треба да се стремиме да ја постигнеме во ова време во однос на новите објекти. И тоа е посебно важно за стари историски градови како Охрид, вели магистар Горан Патчев, виш конзерватор и директор на Заводот за заштита на споменици на културата и музеј Охрид. Ние како Завод и музеј Охрид од досегашната конзерваторска практика доста сме работеле на средновековни цркви, градби, археолошки локалитети, меѓутоа последниве 10 години работаме баш и на зачувување на еден дел, да речам, не толку пропагиран досега во Охрид, тоа се објекти меѓу двете светски војни, од онај еклектички стил,
Меѓутоа, со заштитата на хотелот Палас од Едо Михевц, почнуваме веќе и модерните објекти да ги заштитуваме. Во последно време ево имаме валоризација на пензионерскиот дом од архитектот Живко Поповски и историскиот архив од архитект Константиновски. Ова панел дискусија оди кон тоа и младите да се образуваат во тој дел, да се постигне еден баланс меѓу развојот на градот и заштитата на културното наследство. Се надевам дека тоа ќе биде во иднина така. На настанот беа презентирани две изложбени поставки кои нудат компаративно согледување на предизвиците и процесот на работа во архитектурата во Охрид. Едната не враќа во 1955 година и не го прикажува начинот на архитектот и конзерватор Чипан, а втората ги презентира резултатите од интернационалниот архитектонски конкурс за одморалиштето Младост и негова ревитализација во наутички клуб, промовирајќи го конкурсот како алатка за тестирање на потенцијалите на објектите. Младата Ана Зович својот магистерски труд го посвети на овој објект проектиран од Чипан, за потоа истиот да биде избран од италијанската организација Тера Вива, која го преточи во архитектонски конкурс на кој пристигнаа 114 решенија од целиот свет. Со овој настан ние сакаме да ја отвориме темата на архитектонскиот конкурс како алатка. Односно, преку овој конкурс, само како еден пример, да покажеме дека архитектонскиот конкурс е единствено правилно решение кое што може да не даде многобројни решенија, начини на интервенции, многобројни пристапи кон модернистичкото наследство. Дефинирањето на проектната програма и задачата на секој конкурс се нашите одговорности како архитекти од оваа област, но архитектонскиот конкурс ние сакаме оваа тема не само да ја начнеме, туку да ја отвориме и да покажеме дека конкурсот нуди иновативни решенија и дека архитектонскиот конкурс може да биде почеток за како да се интервенира кон модернистичкото наследство. Бројни европски и светски примери покажуваат дека објектите од модерната е можно да се ревитализираат и со иста или слична компатибилна намена да се стават во функција и да се вратат на заедницата. Ревитализацијата не е, како да кажам, едноставна, не е ни ефтин шекор, нели? Прво тие руини треба да ги конзервираме, треба да ги реставрираме, да ги вратиме во некаква подобра состојба и потоа да им дадеме нова намена. И од аспект на некакво сочувување на просторот, на екологија, на идеја за одржливост, ревитализирањето на постојните објекти представува подобра стратегија отколку само рушење или градење на нови згради. Синот на Борис Чипан, архитектот Александар Чипан, кој живее и работи во Австрија, го искаже своето задоволство од иницијативата, осмислувањето и реализацијата на настанот од страна на колективот на млади архитекти Архрид, во денешно не баш розево време обременето со тешки проблеми, кога културата не е приоритет. Овој настан ми дава надеж, кажа Чипан. Ова е една страшно позитивна позитивен настан, кој дава искрени надежи. Јас искрено работам на архитектура, познавам колеги од архитектонскиот факултет, од сите генерации, од нататко ми до новиве. Сигурно дека не сум се надевал дека во овој смер може да се деси од младиве генерации, преоптеретени со 300 други проблеми, и животни, и вакви, и такви, али стварно ова е еден извореден, позитивен пример, поготово што темата е погодена. Темата е погодена у срж. Колективот Архрид настана кога десетина млади архитекти сите по потекло од Охрид по рушењето на ресторанот Парк, наградувано дело од архитектот Павел Балабанов, се обединија со цел подигнување на свесноста на граѓаните за вредностите на архитектурата и урбанизмот. Ти се трудиме преку едукација и промоција на некој начин да стигнеме до луѓето од кои зависат работите и да мениме нешто. Модернистичкото наследство е само еден слој од слоевите што ги има Охрид и е многу битен и според нас не треба да го бришеме, затоа што Охрид е редок град во кој можеме како жив пример да ги гледаме сите тие слоеви на архитектура и култура.
Настанот начинот на Чипан, Архрид колектив го организира со финансиска поддршка од општина Охрид, Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија во партнерство со Теравива. За сите оние кои не го посетија, а содржините ги заинтригираа, истите се поместени во печатено издание во публикацијата Начинот на Чипан. Се известуваат сите учесници во сообраќајот дека од понеделник, 12 мај од 6 часот наутро, поради реконструкција на дел од улица Даме Груев, целосно ќе биде затворен за моторен сообраќај делот од улицата од пресекот со улица Македонски просветители до пресекот со улица Булевар Туристичка. Воедно се известуваат сите жители на овој потек дека почнувајќи од понеделник од 6 часот наутро да не ја користат оваа улица за сообраќај и да не ги паркираат своите возила на овој дел од улицата со цел непречено одвивање на активностите. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.